Задолжителен скрининг за сите трудници од 19-та до 24-та недела. Ова е препораката на лекарите со цел да се намали високиот процент на случаи со вродени срцеви аномалии кај неризичните групи на трудници. Секоја трудница се грижи за своето и здравието на незиното бебе. За да биде се во ред и бременоста да ја износи до крај, неопходно е да направи неколку тестови. Бидејќи технологијата е толку напредната, но и поради високиот процент на вродени срцеви аномалии кај неризичните групи на трудници, се прави фетална ехокардиографија. За каква метода станува збор, одговор побаравме од доктор Драшко Димески од поликлиниката на Аџи-Бадем Систина во Битола. Во основа станува збор за неинвазивна ултразвучна метода или кратко речено еходиагностика, која е дел од пренаталната диагностика во гинекологијата и метода која најрано ни открива евентуално постоење на некои вродени аномалии на срцето на фетусот или проблеми од типот на аритмиите во смисол на очекувањата и нормалната работа на срце. Во принцип, методата има два пристапи. Може да се изработи како трансвагинална, значи со вагинална сонда, која ја користиме повеќе во опции кај што имаме високо ризична бременост, кај што де факто очекуваме тешки аномалии на срце и некаде таа може да се применува 15-16 недела на гестација, и другата стандардна рутинска метода, тоа е некаде од 19 до 24 недела како прв скрининг и вториот некаде околу 28-9 недела како втор контролен скрининг. Докторот вели дека задолжителен скрининг за сите трудници е од 19-та до 24-та недела. Кои се предностите на скринингот и зошто се препорачува во тој период? Овој период е најдобар првиот скрининг затоа што самиот фетус во однос на неговата возраст и просторот, да кажам, во кој постоиме и сме во моментот како простор на движење, е многу поповолен, бидејќи се работи за фетус кој има опции да ни даде повеќе позиции на гледање со помош на тој ултразвук. Во однос на позициите кога имаме поголем фетус, да кажеме во однос на гестацијата, просторот е идентични и тогаш можностите за гледање од повеќе позиции на сите анатомски структури на срцето се редуцирани. Односно, овој прв скрининг од тој аспект е подобар. Второ, нормално некој пат имаме тешки аномалии на срце кои се иноперабилни во смисол на барат као крајна опција на трансплантација на срце, кој за сега барем кај нас тешко може да се изведува и кога најчесто ради одлука на нормално родителите одлучуваат околу дефинитивниот аспект на како ќе оди таа бременост, доколку се одлучи да се прекини од аспект на гинеколозите и од медико-етичките комисии е попогоден ако евентуално имаме потреба за некоја интервенција од тој аспект. Тука се поставува прашањето колку срцевите аномалии се решаваат кај фетусот. Феталната ехокардиографија на површина изфрли многу битни податоци кои ние како кардиолози кои сме ги знаеле кај новородените покажаа некои дискрепанции во однос на прво на бројката, а второ и однесувањето на срцева аномалија за време на гестацијата, односно за време на бременост. Најновите информации кои доаѓаат од тие референтни центри зборуваат дека потешките комплексни кардиопатии во старт почнуваат како поедноставни. Ако вие имате опција да таа поедноставна кардиопатија решите интраутерино, тогаш податоците зборуваат дека тој фетус, односно тоа бебе која ќе дојде, нема да ни развија некоја потешка форма на кардиопатијата. Она што повеќето трудници ги интересира, дали скринингот може штетно да делува врз плодот? Не, апсолутно не, и затоа спомнав дека тоа е најдобрата неинвазивна метода, пошто се работи за ултразвук, немаме никакви, размислувања да размислуваат пациентите во смисол на зрачења и као што е рентген снимка и на компјутер и така натаму. Во тој смисол апсолутно
безболна метода по однос на фетусот без никакви проблеми. Работени се голем број на студии независни и од американците, и од европските референти, и од Јапон. Никој од тие студии не најде негативен ефект врз самиот фетус при користење на ултразвукот. Статистичките податоци добиени од референтни центри кои се занимаваат со фетална ехокардиографија покажуваат дека застапеноста на вродените срцеви аномалии е поголема од 6 до 8 на 1000 новородени. Денес медицината, технологијата и искуството може да понудат точна диагноза и соодветен третман кај речиси секој тип на срцева мана, вели доктор Димески.